Светските статистики покажуваат дека неколку милиони луѓе во годината страдаат од сообраќајните несреќи причинети од возачи под дејство на алкохол, а околу 400.000 од нив ги губат животите или остануваат инвалиди. Како и многу други народи во светот, и ние не можеме нити сме во состојба да му се супроставиме на алкохолот. Го пиеме во најразличити облици и ситуации. За веселба и жалост, смелост и болест, љубов и застопнинство, за среќа и несреќа, со еден збор, за него секогаш имаме повод. Покрај оваа навика имаме уште една од која исто така не можеме лесно да се ослободиме. Секој чекор што го правиме, го чиниме со автомобилот. Секоја од овие навики земена посебно ни причинува задоволство и забава. Но најчесто овие две навики ги спојуваме една со друга, алкохол и автомобил, смелост и брзина. Станува многу опасно кога едниот порок го спојуваме со другиот во двоструко задоволство. На вистина не е сватливо како оној исти човечки ум, кој ги открива тајните на микро и макрокосмосот, не е во состојба да ја сознае вистината дека ракијата и тркалото не одат едно со друго. Вечерашнава емисија ја посветуваме на овој се поактуелен проблем – алкохолизмот и алкохолисаноста се возачите во сообраќајот. Согледувајќи ги епидемиолошките аспекти на заболувањата уопште, можеме слободно да кажеме дека алкохолната болест денес представува болест број 3. По својата масовност таа доваѓа одма после заболувањето на срцето и малигните заболувања, туморите. Епидемиолошки согледувајќи, денеска можеме да слободно да речеме да некаде во светот има околу 30 милиони алкохоличари. Само во САД има 9 милиони алкохоличари. Во Југославија, према испитувањата на Институтот за алкохолизам и наркомании во Загреб и во Белград, се претпоставува дека има некаде од 600 до 900 хиljadi алкохоличари. Кон оваа бројка секако тебе да додадеме 3 до 4 пати повеќе луѓе да патат поради алкохолната болест, а тоа се потесните семејства на овие алкохоличари. Денес се претпоставува дека 15% од одраснатите мажи патат поради алкохолната болест. Другите 15% земат толку големи количини да и ако не се заболени од алкохолизам, тие имат на социјален, медицински или економски план проблеми со алкохолизмот. Иначе, во поголем број земји, испитувањата покажуваат дека 2 до 3% од целокупната популација на луѓето се оптеретени со алкохолната болест. Нашите согледувања на нашиот терен, во нашата република и посебно во нашиот град Скопје, покажуваат следни податоци. Ние во анкетите дојдовме до сознанија дека 54% учениците во средните училишта консумираат алкохолни пијалоци. Некаде 40% од учениците 2 до 3 пати биле тотално пијани. Према нивните искажувања 26% од нивните родители земаат секидневно поголеми количини на алкохолни пијалоци. Секако, алкохолизмот прави впечатлив пораст. Тоа беше констатирано и на конференцијата во Дубровник, која беше организирана од страна на Светската здравствена организација на регионалното биро за Европа, во кое присуствува скоро сите европски земји. Извештаите од европските земји беше следниот, да во душевните болници денес 3:1 од заболените кои што се јавуваат представуваат алкохоличари или токсикомани, наркомани. Нашите согледувања во нашата болница исто така во овој смисол потврдуваат да денес секој четврти нов болен во душевната болница Бардовци е дојден да се лекува од алкохолизам или од наркоманија. Исто така, процената за порастот на алкохолното заболување оди и врз податоците на потрошњата на алкохолни пијалоци према жител. Денес во Европа во најголеми количини се троши алкохол во Франција, до 20 литри алкохол по жител. Во нашата земја
во која некаде после ослободувањето и во првите години после ослободувањето се трошеше 6 литри алкохол по жител, денеска се троши 14 литри алкохол по жител. Секако во овој смисол допринесува зголемување на стандардот, големото производство на алкохолни пијалоци и така натака. Впечатливо зголемување на пиењето имаме од страна на младите луѓе. На нашето оделење денеска повеќе од 50% од лекуваните алкохоличари представуваат луѓе помеѓу 20 и 30 годишна возраст, а тоа се луѓе кои што развиле комплетна алкохолна болест, тие се комплетно зависни од алкохолот, не се во состојба да абстинират, го пореметиле своето однесување и не можат да го контролират својот алкохолизам. За да се западне во алкохолна болест, значи да треба претходно да се има некаде од 6 до 10 години алкохолен стаж. Во овој смисол имаме впечатливо поместување и пиење од страна на жените, алкохолизам кај жените. Во нашата болница секој 12 пациент представува жена. Жена во напредната алкохолна болест. Ако порано алкохолот беше резервиран само за мажите, тој денеска се повеќе се, да кажам, не употребува, него и злоупотребува од страна на жените. Дејството на алкохолот започнува неколку минути по пиењето на првата количина на алкохолниот пијалок, односно многу порано од кога ќе се постигне максималната концентрација на алкохолот во крвта. Ова дејство е двојно, делува на физичките и психичките способности. Под дејство на алкохолот се продолжува трајањето на така наречената психичка секунда, време потребно за соодветни реакции на видни и слушни надразнувања, а со самото тоа рефлексното реагирање е поспоро. Истовремено слабе е способноста за проценување на отстојанието помеѓу сопственото возило и другите учесници во сообраќајот, како и способноста за проценување на брзината на движењето. Покрај тоа, алкохолот го намалува видното поле и поднапиениот возач не е во состојба да ги види или ќе ги види, но многу касно возилото или пешакот кои доаѓаат од другата страна на улицата. Ја влегов у самопослугата Славија да купам цигари. Кога искочив од Славија, застанав на тротоарот и погледав лево-десно, немаше никако саобраќај. И пројдов улицата и дојдов на ширината аутобусот кај што стои и една кола наиѓа 101 и му удара без да закочи над 90 км на сат возел. А беше под алкохол тој шофер што ме удри. И еве 2 години се лечам, ден денеска ја инвалид ќе останам, се по болници сум. Ако алкохолизмот сега го пренесеме на полето на саобраќајот, секако ќе видиме да проблемите уште повеќе се усложнуваат, затоа што секидневно е се поголем број на возила и возачи, а познато е во нашето поднебле, као и насекаде во Европа, голем број од луѓето, од возачите, другаруваат со алкохолот. И ако за аматерите е дозволено 0,5 промиле, 0,5 грама на 1000 да се употребува алкохол, а кај професионалците да уопште не се употребува, сметам да таа разлика нема никаква важност, бидејќи практично алкохолот врз сите луѓе делува подеднакво. Што заправо представува 0,5 промиле алкохол? Тоа представува една чашка жесток алкохол, или чаша вино, или една флаша пиво. Меѓутоа, одма втората чашка веќе го подига алкохолот на поголемо ниво, од 0,5 до 1,5 и представува пијанство, кога алкохолот се реперкутира на нервниот систем на човекот.
Mnogo je važno da alkoholot ima svoje dejstvo, različito dejstvo vrz raznite ľudje, така da i ne može isključivo da se zemat merkite kako jedinstven način za odreduvanje kako će deluva alkoholot vrz čoveški od organizam. Mnogo je bitno da li alkoholot se zema na gladen, koga rezorpcijata je mnogo brza, da li se zema koga je čovek umoren, koga je bolen i taka natakaj. Vo ovakvi sostojbi duri i 0,5 promile možda dade vpečatljivi znaci na jedno pijanstvo. Vozač so procent na alkohol od 1,5 do 2,5 promile veće se navode vo sredno pijanstvo. Tako da posledice vrz njegovi od organizam se daleku pogolemi. Ovakvi od vozač so ovakva količina na alkohol gubi kontrola na odnesuvanje to. On je ušte poveće otkočen, kaj nego se pojavovat veće i motorni poremetuvanja, tako da imame duri i kolebanje na svesta. Percepcijata preko čulata je daleku pomala, zato što pri ovije vozači već imame stesnuvanje na vidno to pole i početok na prepoznavanje na bojite. Zato vozačite vo ovakva sostojba možat da prenetat i preko crveno svetlo. Ponatamo iznad 2,5 promile već se raboti za teško pijanstvo, koga promenite nad vozačom se vidljivi i možda gi primeti ne samo stručnjak, saobraćajac, nego može sekoj da gi primeti, takvi od bolen, se za vozač, da rečam u slučaju, se zanesuva, nespretnje vo svojite pokreti, ima sosem suženo vidno pole, ne gleda na stranata, na bankinite, to i postoji opasnost da gi zgazi pešacite, ne gi prepoznava, bojite i se namaleni refleksite, tako da je to mnogo usporen i ne evo sostojba da izbegne nikakva kritična sostojba. Znači, ako napravime jedna rekapitulacija na site tri sostojbi, lesno, sredno i teško pijanstvo, nije će vidime da site sostojbi se kontraindicirani za vozačot i vozačot nikogaš ne treba da drugaruva so alkoholot, a togaš koga go zel alkoholot ne treba da sedne za volanot. Vo sklop na ovoj tekst sekako treba da spomnam i sporoto izlučuvanje na alkoholot od organizmot. Organizmot samo 0,1, odnosno do 0,1,5 gram promile alkohol može da izluči za 1 sat. Ako jedan vozač ispil 3-4 žestoki pijaloci ili pola do litar vino vo tekot na večerta, na nekoja proslava ili vo sabotite i nedelite, takvi od vozač naredni od den koga će stane ušte ima odredena količina na alkohol vo krvta i takvi od vozač i ako posle otpivanja to smeta deka već je završilo pijanstvo to i ne evo sostojba da vozi, zato što se ušte ima prisustvo na golemi promili alkohol vo krvta. Ризикот на возењето под дејство на алкохол се зголемува и поради тоа што алкохолот делува на психата и чини возачот субјективно да се чувствува поспособен и од кога е трезен. Ова го потикнува да вози брзо, непредпазливо влегува во кривини, претекнува други возила без размислување, а да самиот не е свесен колку е неговото возење опасно. Евентуалната опомена на неговиот сопатник ја повредува неговата суета и го потикнува на уште поголеми потфати. Многумина живеат во заблуда дека ваквото дејствие на алкохолот се јавува само кај потешките пијанства. Но секојдневното искуство и многобројните експерименти несомнено докажаа дека возачката способност опаѓа веќе после земено сосем мало количество на алкохол. Се залажуваат оние кои сметаат дека на нив алкохолот не влие, односно дека они се отпорни на неговото дејствие. Често се слуша дека има луѓе кои возат дури и подобро по пиење на чашка 2. Вистина е дека на алкохолот не реагираат сите луѓе подеднакво. Меѓутоа, и покрај тоа што постојат индивидуални разлики, па е можно некој и под дејство на алкохол да вози подобро од некој сосема трезен, сепак известно е дека не постојат луѓе на чија возачка способност не делува штетно,
ако се спореди нивната возачка способност во трезна состојба со онаа кога се под дејство на алкохол. Јас работев во село Чешиново како келнер во Бифето Прогрес. Додека не доа гости од секаде, исто ни најде еден мој пријател со едно негово друштво, кои седнеа и пиеја во Бифето. Кога доаѓаше времето за да напуштам јас, седнавме во колата и испаднавме за да ги однесеме неговите пријателци за нивното место. Приликом одењето по патот беше под алкохол, неконтролирано возеше и на една кривина, не сакајќи, се тумбавме и се тумбавме. Во тоа време јас бев во кома и не знаев што се случуваше се. Во меѓувреме кога се пробудив, гледав дека двајцата лежаа надвор, а едната девојка бараше помош. Јас исто не ја замолив да ми пружа помош, меѓутоа она ми рече дека ми давала помош и веќе не може. Понатаму јас останав да лежам во колата, покушавајќи на некој начин да се излечам, за да би можел да се спасам. Меѓутоа не може, бидејќи не знаев што бев повреден и како да се излечам. Сето тоа остана празно и узалудно, меѓутоа лежавме доста време, бидејќи немаше кој да ни пружи помош, а тоа беше касно, неден околу 1, па до 4-5 саат наутро. Кога дојде брзата помош, не префрли во болница и таму ни испитуваа крв, дали сме под алкохол биле. Меѓутоа пронајдоа дека тоа шоферот, исто и останатите сме биле доста под алкохол. Што им препорачуваш на младите? Па сега од сето ова јас мислам на овие млади кои седат за волан или кои седнуваат покрај она што ги вози, да не пијат алкохол, бидејќи тоа е доста трагично за еден млад човек кој уместо да се провесели, останува траечар за цел живот. И затоа уште еднаш би препорачал на сите возачи и не возачи за волан кој се алкохолот да не го внесуват, зашто тој се плаќа со крв на асфалтот. Анализирајќи ги причините за настанување на сообраќајните незгоди на патишата во Републиката, дојдовме до констатација дека алкохолот е причина за настанување на околу 10% од скупно догодените сообраќајни незгоди, а само во текот на минатата година 35 лица го загубија животот, а 440 беа повредени, што представува околу 13% од скупно загинатите и повредени лица во Републиката. Ако на почетокот на своето излагање реков да алкохолната болест е заболување број 3, сега алкохолот поврзан со возилото, слободно можеме да речеме да е тоа заболување број 1, затоа што дава најголема смртност и дава огромен инвалидитет. Што треба да се направи да се намали
употребата и злоупотребата на алкохолните пијалоци. Секако, во прв ред, сметам дека треба да зачестат контролите од страна на саобраќајната милиција. Второ, да не се рекламират алкохолните пијалоци, не само жестоките, него и пивото и виното. Понатаму, да не се припремат мали флашици, погодни пакувања, да бидат стално уз джепот на возачот. Понатаму, секако треба да се ограничи употребата на алкохолот во критичните часови, рано наутро, потова во критични региони, као што е тоа близу автобуските станици, близу фабриките, близу училиштата и така натака. Ценејќи ги сите околности и можности за намалување на сообраќајните незгоди, во службата се одлучивме за пошироко наше зафаќање во борбата против овој деликт. Во таа смисла, последниот месец организиравме и спроведовме акција во која беа вклучени поголем број на работници на службата за јавна безбедност. Резултатите до кои дојдовме се крајно загрижувачки. Имено, од скупно контролираните 9167 возила и возачи, 581 возач се затекнати да го управуваат возилото под дејство на алкохол, а околу 60 од нив истовремено го управуваа возилото и без положен возачки испит. Тоа е крајно голема и загрижувачка бројка. Ако се наведе и фактот дека во оваа акција, која ја спроведовме во цела Република, од скупниот број контролирани возила и возачи, кај 20% се откриени и други прекршоци по кои се преземени соодветни мерки. Тоа зборува за присуство на обемна недисциплина од страна на учесниците во сообраќајот. Пиење не ме мана. Сега дека пиење. Ама добро. Тоа е голема работа, више мање. Не е битно, не е за тоа. Али да пию никад не пию. А сега реков дека сте пиеле стомак. Ама никад не сум пил. А сега Никад. Добро, тоа не за да биде човек пијан или нешто да ја оди. Сега да ги земеме крв. Ако ќе земеме крв, може. Идемо ќе земеме крв, ќе видите дека уопште не пию. Абе, не дам боли, готово. Можеш ми нешто? Не боли. Боли ме. Еве, затвори ме, боли ме и готово. Леле, муж. Шо боли? Готово, муж. Да, доктор, те ласна ти на те. Денес алкохолот го одредуваме квалитативно и квантитативно, воглавном се користиме со две методи. Едната од методите е алкотестот, кој ние го применуваме на нашето оделение, а исто така и саобраќајната милиција секидневно го употребува. Тестот е многу едноставен, се состои од една ампула во која имаме жути реагенс, тоа е калиум бихромат, кој што под дејството на воздухот и алкохолот, кај луѓето кои што пијат, нели, се претвара во зелен хромов сулфат. Таа реакција, поред тоа што може да ни даде квалитативно, да се работи за човек кој што консумирал, во нашиот случај возачите најчесто, алкохолен пијалок, исто така може да одреди и приближно квантитетот. Меѓутоа, таму, каде што има прекршок, каде што предпоставуваме дека ќе дојде и до судска расправа, во тој случај треба се земи и алкохолемија, алкохол во крвта.
доаѓајќи на пешачки премир, една кола застана и јас продолжив напред. Во тој момент налета една кола со велика брзина, ме удри и ме однесе. Од тогаш не знам ништа. И ден денеска се наоѓам по болници еве 2 години и ќе бидам тежок инвалид до животна. А ја бев уработен однос, а денеска може и више нема да бидам уработен однос. Ќе добијам инвалидска пензија. А водачот што ве удари дали беше под дејство? Беше под дејство, пијан и му е најдено и у крвта и у мокрачата. Ваквата состојба ни наложува да во наредниот период борбата против недисциплината, а особено против деликтите кои најчесто се причина за настанување на тешки сообраќајни незгоди, ја водиме континуирано и доследно, особено против алкохолот. Би истакнал дека ние сами, без поширокото и подоследно ангажирање на останатите субјекти на системот на општествената самозаштита, а посебно граѓаните, не можеме да ги постигнеме очекуваните резултати. Ако се знае дека на нашите патишта се води една тиха, но брза и крвава војна, со широк фронт кој започнува со излегувањето со возилото од дома, а актерите во основа се самите учесници во сообраќајот, тогаш е разбирлив и нивниот допринос во подобрувањето на безбедноста на сообраќајот. Во овој смисол, мислам дека најголема улога може да одигра едукацијата. Едукацијата треба да почне од најраното детство, во семејството, потоа едукацијата треба да продолжи во училиштето, во студиите и едукацијата понатаму треба да се настави по работните организации. Посебно треба да бидат подпојачана едукација луѓето кои што другаруваат со алкохолот, а тоа се возачите, а нарочно рецидивистите, оние кои што често пијат, често прават прекршоци, треба да им се одземат дозволите и да бидат упатени во еден од центрите во нашата болница или во дневната болница, каде што во 3-месечно едуцирање и лекување можат во знатен дел да го сопрат или да го комплетно излекуваат алкохолизмот. Крајно е време да сватиме сите дека секое недозволено однесување на патот од било кој и било кога може да има за последица смрт, инвалидност или губење на материјалните добра, а нема имуност на патот. Секоја грешка или неодговорно однесување секој може многу скапо да го чини. Честитајќи ја новата 1979 година на сите учесници во сообраќајот, посакувам од истите во текот на новогодишните празници и во наредната година до крај дисциплинирано однесување во сообраќајот на патишата, што подразбира доследно почитување на сите пропишани правила и прописи и прилагодување на движењето на конкретните сообраќајни и други услови на патишата.